Подкаст Разговор во редакција, број 7 би требало да биде, но ајде да се Според преброим. моето броење е 10 веќе. Ајде, тогаш јас ќе избројам, според мене 600, односно 6-ти подкаст, бидејќи јас ќе бројам како македонски политичари што бројат, пред нив ништо не чинело, послед нив потоп, така што јас 6-ти пат се појавувам во подкаст. Ние може цело време викаме 6-ти подкаст, 6-ти подкаст. Така. Или кој ќе се појавам наредниот пат ќе биде 7-ми, така. Во ред, тема на овој подкаст ќе биде правда, правосудство, случувања во судството. Американците што ни дојдоа, најавуваат дека ќе дојде голема делегација, требаше да дојде Голема во средата. возбуда некако има за тоа. Така, во јавноста голема возбуда, нешто исчекување дека ќе не решат и конечно ќе станеме некорумпирана држава каде што ќе владее правото и правдата и сите ќе бидеме среќни и задоволни. Ајде да видиме кој е со мене вечерва. Јас сум Горан Теменугов, значи ќе го водам овој подкаст. Кои се колегите во првиот дел? Јас сум Бојан Становски, новинар во Ирала и мој трет подкаст, ако ги броиме секој кога бил. Браво. Јас сум Давид Илиевски, новинар исто така во истражувачка репортерска лабораторија. И Маја Вановска, новинарка во истражувачка репортерска лабораторија. Да објасниме на сите оние што не следат зошто колегите се тука. Бојан ни го следи судството подолго време, значи Маја и Давид имаат нешто што го напиша пред неколку дена, што го објавивме на нашиот сајт, тоа е www.irl.mk и статијата се вика Истражувањето ефтина правда, исплатлив криминал. Што откривме, сега ќе ни каже на пример Маја. Маја, што откривме во оваа приказна и ги повикувам сите што не следат да ја прочитаат, бидејќи има интересни податоци. Откривме дека во оваа држава се исплати да крадеш и тоа на големо и дека после можеш да се спогодиш и многу малку да ти земат од богатството. Конкретно оваа сторија, ефтина правда, исплатлив криминал, е за спогодбата помеѓу Сашо Мијалков и јавното обвинителство. Што откривме? Прво откривме чија е Ексико, фамозната фирма Ексико, чија собственост веќе 2 децении се криеше од јавноста, а која што учествуваше, беше централната фирма преку која што се градеше империјата на Сашо Мијалков и на Јордан Камчев. И откривме дека она што му е одземено на Сашо Мијалков со конфискацијата, која што обвинителството кога се склучи спогодбата во јавноста ја продаваше, дека сега му земаме голем дел од неговото богатство, односно 36 милиони евра, тоа вака звучи огромна сума. Меѓутоа, кога почнавме да истражуваме со Давид, сфативме дека од империјата е земено само едно островче. Значи, империјата продолжува да живее и може наскоро, како што тргне да работите, да го возврати ударот. Ова како Многу интересно филм. дека она што викаме откривме чија е таа фамозна фирма Ексико, која што беше дел од скоро сите големи корупцијски скандали додека беа ВМРО-ДПМН на власт. Всушност Јордан Камчев во обвинителството предал серија на документи во кои што пишува дека фирмата T&MJ во Швајцарија, односно собственикот на Ексико во Македонија, фирма која што до тогаш никој не знаеше кој е собственик и беше една голема мистерија во јавноста, таа фирма ја поседува Ексико од 2008 година, е всушност на Александра Мијалкова, односно сопругата на Сашо Мијалков. Обвинителството имаше еден долг период во кој што стварно немаше начин на кој што може да дојде до оваа информација, односно кој работи со оваа фирма, тоа е поради оние офшор зони во кои што юрисдикциите буквално им нудат комплетна анонимност на бизнисмените да не знаеме кој ги поседува овие фирми. И Јордан Камчев, наводно, начелно, тоа е информацијата која што имаме ние официјално, е дека ги предал документите во обвинителството во кои што докажале дека собственик е Александра Мијалкова. Врз основа на ова се конфискува најголем дел од имотот во Ексико. Значи признанието на Камчев кој што влегува како обвинет, а потоа е соработник на правдата. Добро, да напоменеме и дека сета империја направена додека бил во служба во управата за безбедност и контраразузнавање. Односно беше едно време најмоќен човек во државата и сите се плашевме и не смеевме да го употребиме името Сашо Мијалков, туку во шифри зборевме сам Саше и братуче. А сега подкаст имаме. А сега подкаст леле слобода дојде. Боже. У суштина може да заклучиме дека кумашинот си го издаде кумот. Така. Па така личи, меѓутоа никој со нив не се знае, може и да е некоја супер голема добра сделка договорена меѓу сите нив. Се ова се веќе спекулации, не сакаме да навлагаме не таму, можевме да се го одговориме официјалната ова информација прашање. ова никош не го одговоривме прашањето зошто се случило ова, меѓутоа. Значи има една српска изрека, викаат кум ние дугме, ама кај нас изгледа можеби и станал некој копченце кумот. Давид, ќе се задржам малце со тебе на нешто интересно има во статијата што ја објавивме. Тоа е една мапа кај што се лоцираше
целиот имот у суштина што е поврзан со Сашо Мијалков. Не е само она што е запленето, туку дека има сериозен имот, разгранет во многу дејности и едноставно чудни линкови, чудна поврзаност има сето тоа. Како дојдовте до се во ова истражување и колку требаше време да се потроши? Да, само како вове Давид ја правеше се намачи, и Давид се вплетка во оваа мрежа сега која што ќе објасни. Значи ние негде ја побаравме спогодбата крајот на летото во август и од тогаш го истражувавме овој случај, бидејќи ни беше чудно кога вака ќе ја земеш спогодбата е 24 страни, изгледа многу имот, меѓутоа таму има скали 36 метри, гаража и тоа се е наведено, изгледа дека многу имот е конфискуван и е конфискуван, меѓутоа има некои детали кои што ние не можевме да си ги објасниме. И кога ги ставивме на хартија, кога го ставивме на хартија имотот, излезе дека не е многу. Она што е многу интересно е дека конфискацијата на имотот кој што се случува оние 35 милиони кои што се дел од спогодбата помеѓу Сашо Мијалков и обвинителството е единствено имот кој што обвинителството докажало дека Сашо Мијалков го поседувал додека бил на функција директор на управата за безбедност и контраразузнавање. Цел останат имот кој што тој го стекнува после 2015 кога завршува неговата функција, не е дел од истрагата на империја и обвинителството воопшто не ни анализирало како го стекнал тој имот, од каде доаѓа тој имот. И она што го направивме ние всушност го мапиравме имотот кој што во моментов Сашо Мијалков и неговата фамилија го поседува. Да, пред да ни објасниш малце за мапата што и препорачувам да ја видат сите што не следат, само да најавам кој ќе биде гостин во вториот дел, бидејќи ќе ни појасни зошто обвинителството на пример не истражувало и понатаму и зошто е тешко да се заплени другиот имот, кој што претпоставуваме, веројатно има и докази дека е стекнат за тоа што со злоупотреба на службена должност од страна на господинот Сашо Мијалков. Значи да ја најавам гостинката, тоа е обвинителката Вилма Русковска, која што во моментов е суспендирана од нејзината позиција, инаку до неодамна беше прва во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Значи, она ќе ни зборува малце за правдата и правото во државава. Повели Давид сега да ни имам објасни прашање што за како. Вилма, ма тоа после прво за ова кратко на мапата, дел од текстот Ефтина правда исплатлив криминал беше една визуализација која што направивме, односно на мапирање на имотот, која ќе отидете на nirl.mk, е ставено внатре во самиот текст, ќе отвориме на цел екран за да може полесно да ја видите. Всушност кога ќе одзумираме целосно, ова може да се види дека е моменталната структура, односно имотот кој што го поседува Сашо Мијалков, неговата фамилија и фирмите кои што се дел од неговата мрежа. Тргнуваме од горниот дел каде што се позиционирани Сашо Мијалков и неговиот син Јордан Мијалков, затоа што во моментов тој го превзема најголем дел од централниот бизнис и многу интересно дека во центарот на целата таа да речеме нова империја на Сашо Мијалков се наоѓа фирмата Best Way Investment, формирана во 2015 година и всушност ова е фирмата која што го превзема фамилиарниот бизнис на Мијалков, односно од кога завршува функцијата на Сашо Мијалков се отвара фирмата Best Way Investment. До 2015 Мијалков бизнисот си го тера со Ексико и Ексико. кога веќе завршува со функцијата, го префрла целиот бизнис на својот син, односно во фирмата што ја формира. Да, неговиот син формира фирма која што се вика Best Way Investment, тој е единствен собственик на фирмата и полека, но сигурно таа фирма почнува да купува други компании, влегува во бизнисот со нафтена индустрија, влегува во бизнисот со хотелиерство, влегува во бизнисот со недвижности и го шири своето портфолио. Меѓутоа, она што е многу интересно и многу впечатливо во целата оваа шема додека го собиравме целиот имот е дека многу голем дел од работите се преклапаат помеѓу Ексико и Best Way Investment. Еве на пример еден обичен пример се акциите кои што Ексико ги поседува во ЗК Пелагонија. Во конфискацијата Ексико поседува, му конфискуваат одредена сума на пари кои што Ексико ги поседувало како акции во ЗК Пелагонија. Денеска Софија градба поседува акции во ЗК Пелагонија. Софија градба е во собственост на Best Way Investment, Best Way Investment е во собственост на Јордан Мијалков, технички акциите кои што се конфискувани од Ексико во ЗК Пелагонија, може не се всушност точно тие акции, меѓутоа повторно Сашо Мијалков, иако му конфискувале акции кои што ги поседува преку Ексико, денеска преку Софија градба поседува акции. Вакви има уште неколку примери, такво е и земјиштето во Гевгелија, да речеме, кое што во моментов е во собственост на Develop Group. Develop Group е исто така една од компаниите која што е во собственост делумно на Best Way Investment. Тоа е компанијата која што работи со... Тоа е многу интересно за Develop Group. Тоа е компанијата која што го поседува хотелот Мериот.
неколку имоти кои што се незаконски стекнати според спогодбата не му се конфискувани бидејќи направиле спогодба Мијалков со обвинителката Лиле Стефанова да не му се конфискуваат, а тој да ги компензира со пари. Земал кредит Сашо Мијалков од Комерцијална банка 6 милиони евра. Не знаеме кој е жирантот, бидејќи е деловна тајна, и тој одлучил да го откупи уделот во Девелов груп кој што го имал Ексико, 3,6 милиони евра. Замислете колку пари му носи Мириот на Сашо Мијалков сега. Значи, Добро, он си го заштитил бизнисот Да. во суштина, Во суштина, што со кредитче. Ама и да појасниме дека сет овој имот кој е сега запленет, да речеме под наводници, е заработен додека бил на позиција директор на УБК. Така. Тоа е и обвинителството единствено го гледа имотот кој што бил заработен, односно со кој Добро, што Сашо Мијалков се стекнал бидејќи во период. пишувавте на ова, зашто го гонат точно во спогодбата За- Сашо Мијалков и дали има тука евентуално злоупотреба на службена положба, перење пари, па од кај му се овие Веројатно пари е на овој комплетно човек? нејасни. 359А е членот од кривичниот законник, незаконско обогатење и нема тука други дела. Значи, Односно, да, нивото што не го пријавил како функционер, толку. толку. И сега, окей, А прашал ли некој од кај ти се луѓе Не. 36 милиони евра? Не ќе прашаме Ќе гостинката. прашаме и па не, ама гостинката мене да ми ви беше каже интересно, прво. знаете зашо јас како новинар, и ние со Маја додека истражувавме приказната генерално, гледаме се, окей, Сашо успеваат да докажат кој е собственик на Ексико. Докажуваат дека собственик на Ексико е Александра Мијалкова, супер. Успеале да му го најдат имотот кој што го поседувал. Одлично е. Меѓутоа, првото прашање кое што ние си го поставивме, како го стекнал овој имот? Кој бил вмешан? Дали ја злоупотребил позицијата за да дојде до овој имот? И Употреба на службена на должност, службената тој колку должност. гонеа луѓе, не Обвинител Првиот милион од кај доаѓа, знаеш така, она? првиот, да, после првиот После е милион лесно. се законски, ама до првиот Так. милион е прашање како е. Ајде, ако не успеале обвинителство, може екипа од Вашингтон ќе успее. Ќе видиме дали е дојдено за тоа или не е дојдено за тоа, но сега Маја имам нешто, доаѓаме до моментот, кажавте дека до 2015 е запленето, додека бил на функција, но ти ми испрати еден документ што го имаш добиено од владата, тоа е технички документ, необјаснето богатство, преглед на опции за Северна Македонија. Интересен е документот, изготвен е во мај 2021 година, тоа значи пред година и половина, каде што и предлагаат на владата Европска унија учествува во изготвувањето на овој документ како да се конфискува имот нелегално. Предлагаат не само со Нелегално стекнат имот, мислам. нелегално богатство. И необјаснето. Необјаснето, не е нелегално, Не е необјаснето, не нелегално, необјаснето, Да. едноставно необјаснето богатство. Ако има некој стекнато во 3 години над 150.000 евра, одма треба да се испита од каде, ако не може да докаже тој што го има тоа богатство, да биде одземено. Значи, многу е интересна студијата, Да. дали кратко за неизе и дали слушна нешто во јавноста дека зборуваат за тоа, што предвидува таа студија, што би требало да значи. Па да, додека го истражувавме овој случај, се нели гугламе потекло на имот закон и едно друго и излезе дека толку помпезно Љупчо Николовски додека бил вице-премиер за борба против корупцијата во април 2021 на пресконференција готово се справуваме со корупцијата, готово ги сечеме главите, нема недопирливи. Барам дали е донесен законот, не е донесен. Ја побарав студијата, бидејќи видов дека е најавил, а никој не ја објавил. И ми беше интересно да видам во контекст на нашето истражување. И од владата, уште минатиот месец ми праќаат мејл, сега овој месец ноември, во тек ќе бидат дискусии, дебати за овој закон да се донесе, го помина и пола декември. Законот не е донесен. Таму во законот, го прочита и ти, има многу добро разработено со примери од Европска унија, со зими, како може и кај нас да се интегрира ова кривично дело, бидејќи тоа не може да биде само во И кривичниот не само законник. кривично дело, туку необјаснето Сето- стекнување да, на имот. да. Кога не ќе може граѓанинот или функционерот И граѓанин, да, и граѓаните, тоа е интересно, значи и јас ако не може да објаснам од 30.000 каде. евра е, мислам, прагот, Да, кој тука што... збора е со 150.000 Да. има во студијата е 150.000 прагот за Ние збориме за 36, вие за 150. 10.000 евра. Тие што Значи се да најдени. може, кога не ќе може да докаже тоа, да докаже граѓанинот или политичарот и да докаже да
да си плати 75% од тоа да го даночат, но тоа не го личува дека е легално, туку да може и да биде понатаму и да го биде гонет. Значи тоа би требало да биде генерално. Горан, пред да се донесе овој закон, прво треба да почнат од основата. Значи не може антикорупцијска комисија да не биде вмрежена со останатите фирми. Не може јас и Давид побрзо ги вадевме имотните листови од катастар, отколку луѓето што се во комисијата бидејќи немаат пристап до катастар, немаат го пишува и во студијата дека не да, се вмрежени. Да. Исто така многу интересно е на пример со данокот на имот како се плаќа, се вадат документите преку катастар и нема вмрежено општините, 80 општини плюс град Скопје не се вмрежени за да има база, дата база на тоа кој плаќа данок на имот и како се плаќа данок на имот. Нема централизирано, бидејќи секоја општина си води своја даночна политика, бидејќи тоа е децентрализирана мислам од 2005 година. Не, од ова што го зборувате за студијата, мене она што ми прашање кое што би сакал да го поставите на Вилма Русковска е дека има ли обвинителството капацитет да може да го лоцира имотот на овие функционери, да го најде, да го мапира, да може да истражи повеќе од ова? Еве се на пример ќе земам како пример ова мапирањето на овој имот најмногу се засноваше на имотот кој што Сашо Мјалков и фирмите го поседуваат во Македонија. Значи збориме само на локално ниво. Вклучени се фирмите од Чешка и имотот од Чешка за кој што веќе во 2014-15 колегите Сашка Цветковска и Маја во нова истражуваа и го открија тој имот. Меѓутоа прашањето е со ресурсите за кои што располага обвинителството. А сите вие сте биле кај некој од обвинителите и сте влегле во канцелариите да видите како изгледа тоа за мене. Ќе ја прашаме. Мене ми е дури онака стандард. Има во физибилити студијата дека во хартиена форма уште ги добивале документите. Дали законот кој што ќе се донесе и да се донесе таков закон, на вистина ќе може да бутне работата напред или наспроти тоа условите кои што ги имаат овие обвинители едноставно не им дозволуваат да може да истражуваат високопрофилен криминал, затоа што збориме сепак Ексико беше супер, имале среќа орце, Јордан Камчев им ги дал документите, меѓутоа во шемата на империја има вклучено уште еден куп други офшор компании кои што никогаш не може да им се дознае собственичката структура. Прекомплицирано е. Дали обвинителството ќе може да го направи тоа? Еве, со ова ќе ја најавиме, значи, вториот дел од подкастов. Значи, колеги, Бојан, ти ќе останеш, ти ќе ми бидеш ко домаќин тука со мене да ми помогнеш. А колегите, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Начнавме дел од проблемите, сега ќе видиме што ќе ни каже обвинителката. Повели? Ја имам едно прашање до Вилма Русковска. Кога избега Сашо Мјалков, кога премиерот Зоран Заев ги викна Неизе, Јовевски... Челниците во правосудство. Да, што разговара? Дали се слушна со Мјалков на телефон, го убедува да се врати? Чисто ме интересира. Ајде, ќе прашаме. Затоа е оваа подкаст кај што можеме полефтерно да зборуваме за многу сериозни теми. Вториот дел сега ќе стартува. Добре дојде, велиме за обвинителката Вилма Русковска, суспендирана обвинителка во овој момент и до вчерашен прв човек на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, многу моќна позиција, и на нејзино место дојде господинот Ислам Абази на чудноват начин. Така сакавме да го почнеме разговорот со неговото именување и вашето суспендирање, но пред првиот дел од подкастот отвори многу интересна дебата. Го видовте текстот на нашите колеги околу запленувањето на имотот. Можеме ли да дадеме од другата страна, значи гледање, односно од обвинителството, зошто е направена ваква спогодба каде што е чепнат само мал дел од имотот на Мијалков? Па мал дел не е, во секој случај. Мораме на гледачите и на вас да ви објаснам дека добар дел од имотот е под хипотека. А имајќи го начелниот став што го донесе Врховниот суд на Република Северна Македонија, дека банките имаат предимство за наплата пред државата, и тоа е причината зашто само овој имот се одзема. Добро, значи, но може и тоа што е над 25, еве мериот гледаме дека си функционира супер, не е чепнат. Мене не ми е јасно како на граѓанин, ако стекнал нешто до 2015 година и ги стекнал незаконски, како после тоа
може да го шири бизнисот и да не биде чепнат бизнисот Не, после не. тоа? Не е само до 2015 година. Ова што ги споменавте, бензинските пумпи, тоа е све после 2015 година. Но, како што веќе кажав, под хипотека све е под хипотека на банки. На банки. Не е тоа начин да се одбегне, например, запленувањето, да ги даде под хипотека и едноставно да изигра правнијата држава? Па може и е. Тука не можам да спорам, но ние немаме начин како тоа да го докажеме дека Добро. хипотеките фактички представуваат начин за да не може да му се одземе имотот. Добро, значи паметно изиграл, можеме да кажеме, а второ и колегите во претходниот дел од подкастот баш и тоа го зачнаа како тема. Како Сашо Мјалков поседува 36 милиони евра како директор на управата за безбедност и контраразузнавање, каде предпоставуваме или знаеме платата не е била поголема од 70.000 денари? Па затоа и под тој член е одземен имотот, затоа што не можел на легален начин да го стекне тој имот. Зошто не е гонет за злоупотреба на службена положба? Многу случаи беа гонети по таа дефиниција. Зошто не е гонети по тоа, бидејќи отежителна околност и едноставно малце Дали ја користел да добиеше позицијата и некоја моќта? посериозна казна, бидејќи ние не сметаме дека како јавност не сметаме дека доби некоја казна голема. Ако беше гонет само за злоупотреба на службена положба и овластување, тогаш немаше да можеме да го гониме за ова кривично дело. Наша првенствена цел ни беше колку од имотот, мислам, повеќе да одземеме. А потекло на пари обвинителка? Нели е тоа најклучното, како еден човек може да акумулира толкова моќ и богатство и пари и парцели и бензински и хотели? Пребрза акумулација е на моќ и на пари. Ни предостане, не дека јас него го правдам или го правдам обвинителството, далеко од тоа. Они предостане директор на управата за безбедност и контраразузнавање. Он имаше разработен бизнис во Чешка. Он не беше дојден сам за директор без пари. Така да, знаете, парите, после пари си прават. Да, ама доаѓаме до едно прашање сега што колегата Давид го постави, дали вие имате како обвинителство сега ресурси, например, да истражите колку реално е теживо Чешка, например, колку има фирми, колку има пари, колку реално донел тука, значи да копате во минатото. Бидејќи го постави тоа како прашање колегата, ние се окози што се вика народски колегата да исчепка, да ја направи мапата на имот на Мијалков. Но вие дали имате ресурси? Толку да чепкате. Ние можеме преку управата за финансиско разузнавање да добиеме такви информации, но само доколку властите во другата држава, сега да не ја споменувам само Чешка, нели има и офшор компании, сакаат да соработуваат. И фактички после истрагата треба еден дел и тие да ја водат. А кај нас е до толку е, сега ќе ви кажам еден пример. Кога беше судењето за, уствари кога беше истрагата за случајот Рекет, преку управата за финансиско разузнавање, побаравме од властите во Србија, исто од нивната управа, да ни кажат дали поседува имот или банкарски сметки. И добивме одговор, кажете у која банка да проверуваме. Па ние ако знаевме банката или банкарската сметка, тогаш немаше тие да ни требаат, нели така. И затоа ви кажем, све зависи. Иначе во други случаи, например, сме имали одлична соработка со колегите од регионов, вклучително и Србија.
Па ќе кажам колку сакаат нивните органи да соработуваат на Можеше ли ова поле. подобра спогодба да се направи? Сега од овој аспект кога ги гледате текстовите, што новинарски, што критиките на јавноста, што критиките на меѓународната заедница, можеше ли обвинителството кое вие го водевте да направи подобра спогодба од оваа или да не се спогодува да отиде во судски процес? Подобра спогодба мислите во да се одзема поголем имот Или да се гони или кривично да заврши во затвор, да лежи за Да, дело. повеќе имот или евентуално да се трнеше во Или судски во најдобар процес. случај целиот имот, бидејќи вака знаете како добиваме впечаток дека е осакатен за мал дел од имотот, но повторно економската моќ ја има да немаше команда. да може да се зема поголем имот, верувајте, и пак ќе се навратам на што на почетокот го кажав. Затоа што најголемиот дел од имотот му е под хипотека. И имајќи го во предвид начелното правно мислење на Врховниот суд, нити и да се одеше на судење, прво ќе траеше многу време, и дали ќе успеевме да го земеме ова сега што ама што го дали му се- земавме. дали му се остави и време? немаше ни судиите, било кој судија да беше, да одземе имот што е под хипотека, имајќи го во предвид ова начелно мислење, и кој ќе дојдеше предметот по вонреден правен лек пред Врховниот суд, они ќе Затоа ве прашав дали му се ќе си ја донесеа, мислам, истата одлука дека не може, дека банките имаат предимствено право на намирување пред државата. Дали му се даде сега тој вакуум просторот, СЈО, расформирањето, превземањето, дали му се остави премногу простор за да се случи залог под хипотека и спогодба ваква каква што гледаме во ваква форма? Можеше ли сето тоа да оди поекспедитивно? Чекавте вештачење, чекавте многу работи за на крај да се излезе со спогодбата. Затоа ви викам, дали постоеше можност сето тоа да се направи побрзо? Како се расформираше специјалното јавно обвинителство, така обвинителството за организиран криминал и корупција, малце побрзо да го работеше случајот. Сепак го води обвинителка од поранешно СЈО. Да, колку што знам дека колишката интензивно работеше од почетокот, без разлика на расформирањето на СЈО, работеше на предметот. Во овакви предмети, бидејќи тука не е вклучен само Сашо Мјалков, тука е Јордан Камчев, тука се и други лица кои додека јас бев шеф, се уште се мислеа дали да се спогодат или не. Ние мора да имаме за било кој предмет кога се економски предмети во прашање, мора да има материјално-финансиско вештачење. И сега ние стварно сакавме да го работи една институција која има реноме, како што е економскиот факултет во Скопје. И малку се одолговлечи. Нема ти баш реноме ги гонеа и нив за... Добро, ама ги гонеа за друго, не за, за вештачење, и не овие професори во секој случај, што лиценцирани професори што може да прават вештачења. Малку и кај нив прво не сакаа да прифатат, па после прифатија. Па после пак се предомислија, па не сакаа да прифатат. Ние уствари изгубивме скоро 6 месеци. Ги убедувавте? Да. Зошто? Па едноставно им беше страф, осеќа, Од можеа кога? дека и не знаеа дали ќе имаат притисоци. Сенката на Мјалков уште лепди, значи. Па мислам уминато време може тоа слободно да се А каже. како страв во коски, собран. Да, но и добиваме впечаток од овоа се сега вака кажано, правете голем криминал, не крадете кебапчиња, правете милионски тежок криминал, ќе се спогодите после тоа со обвинителството, а се останато што не сакате да ви се Добро, запнеме, ќе сензитивна ставите е на јавноста на вакви ќе големи. ставите под хипотека. Некако добиваме впечаток дека не уверивте
Зборуваме целото судство, не само обвинителството, вие што го водевте, туку и јавното обвинителство. Значи сите, дека не уверувате дека сакате во костец со големите проблеми да влезете, да ги фатите за оно што го направиле, а тоа е да се збогатат со милиони евра и да ги вратат после во системот. Бројчаникот што беше спомнуван, како да не сака никој тоа да го направи. И тоа дека одговара во моментов на сите во државава. И на сегашниве, и на минатите, а богами и на идните. Вако да не може никој да биде гонет. Дали го добивате вие Па тој не е впечаток? дека никој не може да биде гонет. Евен, Сепак крајниот 3 резултат. години затвор и одземање на тој имот што го одземавме, не можете да кажете нити вие уствари како новинари ја представувате јавноста. Нормално. И дека е тоа мала казна. 3 години затвор, мислам, не сте били да видите како изгледа затвор. Во Струга не сме биле, но сме влегле во Идризово, знаеме во Идризово дека е тешко, како али во Струга изгледа вика дека и- било малце по-фино. Јас и во Идризово сум испитувала што веќе одслужувале казни затвор за друго кривично дело, за затворот Скопје, односно познат во јавноста Шутка, да не разговараме воопшто. Така да сепак не сметам дека беше мала казната. А Јордан Камчев доби помала казна, затоа што он ни помогна фактички да дојдеме до собственоста на Ексико и потоа натаму сами Си го истражувавме. предаде кумот, мислам, добро. Мене ме интересира она колешката Маја што го кажа кога ве викна тогашниот премиер Заев на средба кога исчезна Не, Мијалков. тука грешка имате. Добро. Јас не бев повикана. Беше само мојот шеф Љубомир Јовески. Јас не знаев дека некој е повикан во владата. Така да јас не бев таму. Значи, вашиот шеф, тогаш и сегаш, не уште шеф, но вие моравте тогаш многу тесно да соработувате како шефица на ОЈО-ГОК. Ви пренесе што е кажано на таа средба? Ви кажа нешто? Не ми кажа. Не ни разговаравме на таа тема, затоа што бага се тече работите. Јас бев во канцеларија и ми звони телефонот и гледам Сашо Мијалков и се збунив. И се јавувам. Сега пазите, ние се знаеме од 2007 соработувавме, бидејќи он беше директор и со директорот на Бирото за јавна безбедност и со директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Нормално имав телефони и од едниот и од другиот. Ти се јавов, прво мислев некој дека се шали нешто и он вика обвинителке Сашо. Овде викам, добро, кај си? Тука сум. Па не си викам. Јас сакам да слушнав дека ме барат, сакам да се предадам кај вас. Викам, добро. Дојди, викам, кажи му тој што ти е бранител, нека дојда. И те чекаме. И му звонев на шефот мој, Љубомир Јовески, не ми се јави. Он веќе бил после, ми кажа дека бил на состанок во владата. И после, сега не се сеќам колку време, али минимум половина час, може би и повеќе, ми се јави, му кажав дека ми се јавил Сашо Мијалков и дека сака да се предаде во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. И така и се случи. Истражителите што се во обвинителството го чекаа доле. И јас воопшто не се видов со него, затоа што обезбедивме просторија на вториот кат кај што е апелациониот суд. И тука се чекаше ова решението од судот за домашен, односно куќен притвор, кој што е законскиот термин. Мислам, услов на Сашо беше да се предаде, да оди во куќен притвор. Ја мене кога ми се после неговото јавување,
првиот пат воопшто му реков, јас морам да разговарам со републичкиот обвинител, јас таа одлука не можам сама да ја донесам. И кога ми се јави републичкиот обвинител, јас му кажав дека Саша сака да се предаде, но дека услов е да биде во куќен притвор. Републичкиот обвинител се сложи со тоа и после дојде и адвокатот во меѓувреме негов. Јас му пренесов и он контактираше со Саша, му кажа дека се сложил републичкиот обвинител, така да јас дента со Саша воопшто не се видов, значи он беше на вториот кат, мислам негде во некоја просторија со неговиот бранител и истражителите. Како беше во времето на ВМРО кога беше на функција да соработувате со него, вие сте обвинител долго време, соработувавте, рековте пред малце, како беше, имаше притисоци, имаше ова направете, ова не направете? Лично према мене не, затоа што јас бев обвинител во тоа обвинителство. Ако имало некои притисоци, тоа или договарања, направи ова или направи ова, веројатно со тогашниот шеф. Добро да подсетиме Јован Илиевски е баџанак на Саша. Да. Чисто за информација. Значи тоа не доаѓале, но доаѓате во 2017 доаѓа на позицијата шеф на ОЈО ГОК. Не, јас? Вие, да? Не, Шефите? 14 ноември 2018 дури. 2018. Да, година дена имаше веде шеф. Веде. Прашањето ми е, има ли разлика помеѓу тогаш во време на ВМРО и сегашно владење на СДСМ околу начинот како се јавуваат, интервенираат, бидејќи гледаме дека полека се стегаше соработници околу поранешниот премиер Заев завршија со обвинувања, но како да се стегаше обрачот и кон Заев, но некако запре сето тоа. Дали имаше и такви некои индиции дека и Заев може да се истражува? Например, Рашковски, сите генерални секретари во последно време добија Мохамед Зекири, па и блиски пријатели на поранешниот премиер. Едноставно се добива во јавноста, ние како јавност добиваме впечаток дека се стега некако обрачот околу луѓе кои што беа блиски до Заев. Дали нешто работевте на тоа, па одеднаш прекинаа сите тие работи? Не, во тој правец немаше нити предистраги, затоа што за Рашковски, например, ние подупрен глас од вас новинарите, кога почна, мислам дека беа колеги ваши од Алсат, кога објавија и тогаш почнавме да работиме, да истражуваме, но никако немавме некои докази дека оди тоа према тогашниот премиер, сега поранешен веќе Зоран Заев. Немавме такви. Добро, го спомнавте сега, нели, изборот 2018, тоа не е многу одамна, 4 години се само поминати. Тогаш, за подсетување на јавност и на сите што не гледаате, дека Вилма Русковска беше избрана во Советот на јавни обвинители. Тогаш процесот на гласање беше таков, да посочиме, таму има 11 члена, 4 се од редот кој го предлага собранието, што значи не се исклучува и политичкиот влијание. Можеме слободно да кажеме, ако политички се избрани во собрание, може би имаат и одредено политичко влијание. Имаше ли обструкции Вилма Русковска да стане тогаш главен обвинител на обвинителството за организиран криминал, или пак имаше противања, имаше ли лобирања, имаше ли можеби политичка поддршка, дали имавте во тој момент? Па политичка поддршка немав. Мене отворено ми беше кажано дека доколку станам шеф на тоа обвинителство, ќе излезе како награда за предметот 27 кој се уште беше во не, веќе беше почнато судењето, да, во фаза на судење беше, и дека ќе изгледа како награда за работата на тој предмет. Јас тогаш кажав дека подобар кандидат нема од мене во моментот, затоа што јас во тоа обвинителство сум од самото основање, јас бев дел од тимот, ние 5 луѓе
почнавме далечната 2004 година во октомври. Имам пријатели низ цел регион, па и низ Европа, да кажам, дека солидно го владеам англискиот јазик и што им кажав, доколку изберат некој друг шеф, јас ќе го На кого напуштам кажавте? обвинителството, па сега не би споменувала имиња, дека ќе го напуштам обвинителството и дека ќе одам во адвокати. Така да ја немав политичка поддршка, јас едноставно сама се изборив за позицијата која ја добив и мислам дека според и реакциите на јавноста и според извештаите на годишни па и полугодишни на Европската комисија, обвинителството, додека јас бев начело, добиваше најпофални зборови кога е правосудството во прашање. Добро, вака како што ве разбрав, можеби не сте ги имале симпатиите на тогашната власт за да бидете шеф на обвинителството за организиран криминал. Зборам симпатиите, комплетна поддршка. Па ви кажав, комплетна поддршка немав. Јас сама се изборив за местото. Дали вашиот наследник сега, Ислам Абази, може би исто така некаде кажал дека он е најкомпетентен и да го изгласаат 66 колеги. Како дојде Абази да биде избран на ваква жестока позиција, каде што вашето обвинителство, кај што бевте шефица, има големи ингеренции, можности за истрага и работи на голем криминал, односно кај што би требало да се вмешани функционери, политичари и сето тоа. Како, вие кажувате, сте се избориле, сте кажале или ќе бидам на тоа место или одам во адвокати и ве задржале да бидете шефица на ОЈОГОК. Но дали истото може би го кажал и Абази? Имате ли сознание вашиот колега што ме наследи како и против кандидат во тоа време? При избор. Јас со колегата воопшто не се познавав, јас не знам ни како изгледа. И прв пат го видов, следниот ден после изборите имаше пресконференција заедно со јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Тогаш прв пат го видов од колешката Диса Пауновска, бидејќи она е во вишето гостивар, побарав број на телефон, ми го даде бројот, да му се јавам да му честитам. Како е избран, што рекол, јас стварно не знам. Ја лично, како обвинител, сакам да верувам дека колегите што гласале за него, мислеле дека тоа е најдоброто решение. Јас сакам да верувам во тоа. Сакате да верувате, ама дали верувате? Сега јас сакам многу работи, например, ама реално Па добро, сега вие мене дека ме викнавте како обвинител, јас не можам. Не, сега ја прашувам како Вилма ме прашува. Сега ме прашувам во и суспендирано обвинител сте сега. Може би ќе ви ја продолжиме суспензијата до пензија. Така што мислам, така што кажете си слободно. Значи зборуваме, викнати сте и како обвинител, но и како личност. Зборуваме за да дојдеме до некои одговори на крајот од ден. Мене едноставно стварно ме зачуди што на Штипското апелационо подрачје не добив ниту еден глас. Мислам, едноставно стварно бев изненадена. Запрепастија ли сликите на Ислам Абази, сегашниот обвинител, со Али Ахмети, со челници на ДУИ? Дозволиво ли е во една земја која си го става како приоритет борбата против корупцијата и организираниот криминал, да имаме обвинител кој е сликан глатко со на ловечки вечери, на по планини со, мислам, како го доживеавте вие како фела, мене ме интересира како обвинители кога излагаа секојдневно слики од шефот на ова обвинителство со функционери на ДУИ. А да речеме ДУИ недопирлива партија во моментов 20 години. Па искрено се изненадев кога ги видов сликите и за еден обвинител мислам дека е недозволиво таква близкост со било кои членови на било која политичка партија. Ние сите имаме пријатели, ова е мала држава, тука нема Ама важно е да се имаат клучните пријатели. Со Милен Сечевиќ се познавам повеќе од 30 години, која беше приправник во судот. Уште пред да положи правосудие. Али сте биле на лов со суде. него, например, дали сте биле на... Не, на лов не сум била, ама на ручек сум била. И тоа уште и во време на
мислам ВМРО кога било на власти пред да стане генерален секретар на владата и еднаш бев од кога стана генерален секретар. Знаете зашто Ама ве ви прашувам? кажем, ние се познаваме повеќе од 30 години и ти од судот. Јас после кога имаше некои протести на СДСМ, сега зборувам за периодот 2002-2006, не, 98-2002, ти го видов на чело на некој протест, јас чекав да помине протестот за да мислам нели да се ослободи лицата за да можам да поминам со возилото и тогаш уствари сватив дека е припадник на СДСМ. Знаете ли зашто ве порачав околу изборот? Затоа што откако стана јасно дека Исламабази е нов обвинител и нов шеф на обвинителство за организиран криминал, обвинителите беа премногу тивки. Иако прв пат во историјата обвинителите непосредно на избори бираат шеф на обвинителството за организиран криминал со новиот закон за јавно обвинителство. Останаа речиси сите тивки. Сите беа во една, како да кажам, во еден правец да не коментираат за да не се замерат со колегата. И од нигде никаде американската амбасадорка ја упатува критиката како е можно после толку милиони евра уложени во обука на суди и обвинители да се направи ваков избор. Го кажа ли американската амбасада она што обвинителите требаше да го кажат? На ова прашање треба да одговорат колегите кои го гласаа. Не можам јас да... И они треба да дадат коментар. Мислам да кажат мислење, ете за коментарот на господјата Агелер. Но вие сте долго време во правосудството, во обвинителството поточно. Критика доаѓа од американската амбасадорка, значи колегата кажа големи пари се вложени за да се реформира и да се направи независно. И втора работа ни праќаат истражители, специјален тим кој што ќе треба да лови корумпирани личности во Македонија. Се зборува дека нема да бидат само американци, ќе дојдат и од други две западноевропски земји. Први ме интересира каква порака е ова и вие како обвинител што цел живот работи во нашиот правосуден систем, како го доживувате се во ова? Едноставно како го чувствувате некој од страна да дојде и да ви каже ало, вие сте толку корумпирани што треба да ви донесеме од 6000-8000 километри подалеку луѓе за да почнат нешто да се справуваат со вас. Како го доживувате вие како долгогодишен обвинител се во ова? Па јас го доживеав ко голем срам. Затоа што тоа значи дека обвинителството не функционира, другите институции не функционираат. И за мене беше искрено голем удар ова. Каде е потврлено? Обвинителке, навистина се обидувам да ја проширам темата, бидејќи се обидувам како човек, како цел живот што поминал во Македонија, еве 50 години, уште малце. Каде толку потврливме што не можеме да направиме елементарно пристојно судство? Значи правосудство елементарно пристојно, бидејќи со 8% доверба е страотно ниско да биде правосудството. Каде толку потврламе? Дали она што во јавноста многу често се зборува, мафијата има држава во Македонија? Едноставно ние сме корумпирани и криминализирани до крајни граници. Дали е тоа перцепција, можете вие од ваша агол и како Вилма Русковска да го потврдите и да кажете дека тоа е така? Па јас не можам да кажам дека мафијата има своја држава. Ова е недовербата во правосудството, според мене е одраз на 30 годишната неказнивост на високи функционери. Например, да беше СДСМ на власт, па после дојде ВМРО, па пак СДСМ, па ВМРО, па СДСМ. И осем сега во последниот период, кога почнаа да се гонат актуелни високи функционери, претходно ќе си ги заменеа местата, не се гонеше ниеден висок функционер од претходната власт. Некои така маргинални ликови да кажам, така да и од тие се причините, според мене, колку сум управо не знам, дека за малата
оствари катастрофалната недоверба во целиот правосуден систем. Тоа што изградивме ние уствари систем на неказнивост. Дали тоа значи дека 66 обвинители може би гласаа по одредени политички диктати и притисоци, со оглед на тоа што и ние новинарите, бидејќи имаме контакти со обвинители и други медиуми, освен Ирала, пишуваше дека имало силно лобирање, дека не поминале изборите баш така како што замислуваме, дека силно се лобирало за одреден кандидат. Дека второпласираниот со 64 бил, например, кандидат поддржан, например, од најголемата би требало владеачка партија. Дали имаше СДСМ, политичко лобирање? А дека вториот, односно победникот со 66 е од ДУИ, дека тука дошло до некој раскол, недоговарање или дека има некоја меѓуигра политичка. Дали почувствувавте дека има лобирање, бидејќи непознат анонимус да го гласа некој, не знам, би гласале ли вие некој анонимус? Не. Мислам да дојдеме до моментот, па како може анонимен човек сигурно да... не би го гласала, и да не бев јас кандидат, сигурно за него не би гласала. Прво и не би гласала за никој што не работел воопшто во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Затоа што нашата работа многу се разликува од работата, например, на основните обвинителства, па за висшите обвинителства и не сакам, мислам, они работат само во второстепена постапка, во жалбена постапка. Така да никогаш не би гласала за некој што воопшто не работел во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Дали имало политички лобирања, дали имало притисоци, јас навистина не знам. И да имало, или јас бев на гласање, си го зимаш ливчето, си одиш таму позади и заокружуваш. Никој не ти стои на драмо да гледа ти за кого си заокружил. Епа како убедил тогаш 66 луѓе, а толку ја разочарала американската амбасадорка за прв пат јавно да коментираат избор на обвинител? Ако имало политички притисоци, за лобирање едно, политички притисок е друго. Ако имало политичко лобирање. Политичко лобирање, па и не е страшно. Ама ако имало притисоци, тогаш е веќе страшно и тогаш треба колегите што го гласале да си размислат дали заслужуваат да останат обвинители. А лобирање е сосема друго и у секој избори и мислам... Така се лобира, но може да се вие лобира. може да лобирате кај вашите колеги, но да дојде некој, например, од одредена политичка партија да лобира за вас, веќе па не е баш убаво за обвинителство. Не, апсолутно не е убаво, но пак ќе кажам, треба да се направи разлика помеѓу лобирање и притисоци. Сега, ако имало големи притисоци, треба да се прашаме зашто подлегнале колегите под тие притисоци. Така да... Размислував, кога дојдовме на идеја да ве повикаме, ве предложи колегата да ве викнеме, некако многу коинциденција се случува, вие суспендирана сте, раскарани сте со Арафат Муареми, суспензијата доаѓа, се обидува да стане уставен судија актуелниот председател на Републичкото обвинителство, некако како да се обезглавува обвинителството во моменти кога треба да се бори со криминал. Гледаме дека имаме сите не посочуваат дека сме корумпирани, дека треба да се намали корупцијата, добиваме негативни извештаи, не опоменуваат амбасадите, значи викаат, ало, луѓе, нешто правете, но во овој момент суспендиран обвинител, шефица на анонимус донесен на ваше место, значи,
сменет на финансова полиција човек, значи гледаме дека не се вмрежени институциите, гледаме дека тешка е соработката со финансиска разузнавање кој што треба да ги храни институциите со информации кога станува збор за откривање на криминал економски пред се и сето тоа. Некако како да се разнебитува се повеќе и повеќе. Дали вие го делите овој впечаток? Сега ја што го вие поставив онака сцената, мизан сцена една поставив сега. Прво сакам да кажам апсолутно никогаш не сум била скарана со Арафат Муаремија. Јас само секогаш јавно го кажував своето мислење дека и тука нема ништо лично. Дека не сум задоволна од работата на финансова полиција и тоа го покажуваат бројките. Че за 2021 до нас се доставени 9 пријави само од финансова полиција. Ниедна пријава не беше за висока корупција или за перење пари. Од тие 9, сега не можам точно да кажам, ама од тие 9, 4 веднаш, мислам, беа вратени на основното, беа препратени на основното јавно обвинителство Скопје, една отфрлена, по една, мислам дека уште доека беше тој извештај не беше постапено, една само беше дадена нешто на вештачење, значи апсолутно. Јас кога беше работата во прашање, кај мене никогаш немало ништо лично. Ние дури убаво живеевме со Арафат. Ма јас не бев задоволна од неговата работа и бројките се тие, од тоа тука нема бегање. Еве за 2022 до јули месец имаше доставено само 6 пријави од финансова полиција и пак ви кажувам ниедна пријава за висока корупција, перење пари и така. И за тоа сакам да кажам, значи апсолутно перцепцијата дека сум била раскарана, не е точна. Обвинителството не е обезглавено. Ние имаме нов шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Имаме јавен обвинител што има мандат до декември 2023 година. Така да не знам зашто мислите дека е обвинителството обезглавено. Затоа што се надева да стане судија, него гласаат во собрание, анонимен представник од обвинителство доаѓа на високо ризична позиција, кај што треба да има искуство и знаење и да менаџира со ресурсите и да се бори против многу висока корупција, а го гледаме се слика со политички лидери, така што добро, може би има глава, ама прашање е квалитетот на главата во овој момент. Господјо Русковска, дали има еден клучен момент што сакавме и со колегата да го поставиме, дали како прашање, а тоа е дали заложбата за борба против криминалот падна во вода со амнестијата за 27 април. До тогаш верувавме како општество дека имаме шанса нешто да направиме, дека ќе се бориме со минатото до 2017 и дека нема да толерираме сегашнава власт да биде корумпирана и да не владее според законот. Но со амнестијата е медникот кога се трнува надолу, едноставно борбата престанува борбата против корупцијата и против криминалот. Па никој не може да биде поразучаран со амнестијата од мене и од истражителите кои деноночно работевме во предистрага, во истрага, а потоа и кога започна судењето. Ние не знаевме што е сабота, што е недела, до колку сат на вечер се останува да се работи и не може никој да биде поразучаран од мене и од тимот кој вложивме толку труд. На крај што нема што да направиш. Да, ма, закон за собранието го донесе законот и јас како обвинител и судиите мораме да го спроведеме законот. Неспорно, но тука дали се прекрши, сте работеле ноќе, дење ноќе сте работеле вие викаат, добро што сте работеле, браво, ај сега ние ќе амнестираме. Сега ќе ви кажам колку законот за амнестија која ги амнестира пратениците и еден од обвинетите станува и вика, добро, вика, ние се зошто сме во судницава? Па вика, тие да ни ги отворе вратите, вика, ние не може да влеземе. Така е, нема да имаше дел. Мене ми беше срам и мене ми беше непријатно.
И Добро, затоа ви кажам, ако некој беше ако некој Да, сакам да го добијам онаа, беше бидејќи кај нас како поводен, граѓани се скрши во тој момент вербата. Па исто и кај мене. Ама што да направам? Тоа прашањето е за што да направиме сите ние. Немам што да Што да направам правиме сега? едноставно. Мислам дека останатите обвинети веќе имаат поднесена некоја жалба за Врховниот суд за вонредно преиспитување на пресудата, незадоволни се од вајда од целиот процес. Мислите ли дека добија драконски казни тогаш? Не, Тие апсолутно добија казни онолку колку што заслужија. А јас сум страшно разочаран од казните за после организаторите. Не можат тие да добијат 3 пати помали казни, него самите извршители. Така да тоа е една, мислам, голема нелогичност. И јас бев на годишен одмор веќе која беше објавување на пресудата и преку или на телефон, преку интернет слушав објавувањето. И да судијата му беше одличено на уводот све и според тоа очекував стварно високи казни кои ги слушнав. Казните, мислам, не ви се веруваше. Што слушам? Каква порака ни прати сето тоа организатор? И мислам дека тие такви казни беа резултат на сведочењето на тогашниот премиер, сега поранешен, Зоран Заев, кога кажа дека овие не се виновни, они се изманипулирани, виновен е само Никола Груевски. И а не достави никакви докази, а не може да бидат изманипулирани некој на кој има над 18 години, кој бил на високи политички функции, на кој не му е земена деловната способност. И сега доаѓаме до така заклучок. Ајде да ги склопиме сега интересно коцкиве. Ке се вратиме повторно на империја, добива казна како што добива, се спогодуваат лево десно, организатори учествувале во сето тоа, добиваат мали казнички, па не знаеме која ќе биде, ќе застарат веројатно, се враќаат на повторни судења, која беше Имаме неколку се враќаат на повторни судења, некои имаат со застарување до 2025 дела, например најкруцијалното дело, тоа е Таргет Тврдина, тоа преслушување заедно со 27-ми, тоа е у суштина уривањето на државата, на уставниот поредок на државата, на системот, сето тоа. Не гледаме дека Само ќе извини, дочекаме- Горан, пошто извадив податоци дел од колегите Да. што пишувале, значи Титаник 2 се врати на повторно судење. Титаник 2 исто е обвинет Сашо Мјалков. Титаник 3 кај што се високи функционери на ДУИ, Љупа Лими и Смет Гури. Трезор, каде делото на Сашо Мјалков за купувањето опрема од Британија застарува во април 2023 година, бидејќи се поминати во април поминуваат 10 кај што имаше години. жртва Крпач, како беше Да, кај што? Коста Крпач е сега обвинителка. Сите овие ситуации на застарување поради најверојатно неефикасното судство, дали отворија пат за Сашо Мјалков вакви долги постапки да бидат компензација за амнестијата која беше доведена, која беше донесена, по повод 27 април и гласањето во собранието на договорот од Преспа. Има ли сега ас во ракавот Сашо Мјалков за сите овие истраги, сите овие процеси да одат вака како што одат со повторно враќање, иако му се определени високи казни? Не можете мене да ми го поставите тоа прашање, тоа треба да ги прашате политичарите, односно тогашната влада и собранието што го изгласаа законот за амнестија, и да го прашате Сашо Мјалков. Дали е ова компензација или не е компензација, јас никако граѓанин, никако обвинител можам да знам. Но каква порака праќаме повторно доаѓаме со се ова што го наброја Пораката е таа што ја правите криминал. Што ја ќе бидете кажав. наказнети. Значи 30 годишната неказнивост од нашето самостојување до сега. Пораката мислам дека е таа и за недоверба во судството, воопшто и во обвинителството. И сето ова што Како ни се да се случува смени? и сега, за тоа ни доаѓаат истражители, за мој голем срам како обвинител, истражители од Соединетите држави и од други европски држави. Како да се смени се ова? Како да почне правосудството да има поголем рейтинг? Еве, долгогодишен обвинител сте,
Како, што би направиле вие да го смените тоа? Да почнеме од некаде, бидејќи гледаме какви пораки ни кажуваат, неказниво застареност, економската моќ останува кај Мијалков и кај сите останати актуелниве политичари веројатно се купуваат и на неказнливост со разнебитување на се што може да разнебитат во правниот систем. Како да се смени? Па направи место да дојдат прави луѓе. И тоа може може многу да пусне менувањето на целата ситуација. Верувате ли дека Така има да, прави луѓе за прави места? Апсолутно верувам во тоа. Не може би да не се во политиката. Се збориме општо за се не зборувам само за обвинителство и за судство, зборам за сите сегменти во државата. Не сака да бидат членови на партија и со самото тоа немаат ни шанса за да дојдат на право место. Најголем последниот меѓу последните циркуси, нели секој ден ни се случува по 1-2 минимум. Беше кога сака да го поништат огласот нели за контролори на летање во Манав. Од 8 што ги избрале данците, 3 биле албанци. Значи не дека немало ни еден, ама не биле тие што они сметале дека треба да бидат. Така, не биле на дуј. Или може па не е само дуј во власта. Нели? Со таа инфраструктура само дуј е во власта. И така да за тоа ви кажувам. Значи тука не можете било кој обичен граѓанин, за контролор на летање, ако не е член на политичка партија, и се данците го избрали, се овие ќе го поништуваат огласот и добро што се сплотија ова контролорите и што огласот, мислам, си помина така кој што си помина. Бидејќи сме кај дуи, кај контрол, сакам нешто да ве прашам. Суспендирана сте, но еве ако се вратите на работа, кога ќе се вратите, тоа не знаеме, не знаете ни вие, дали би отвориле како обвинител постапка за начинот како станале со полагањето на правосудниот испит? Не беше само синот на актуелниот спикер на собранието кој што без со Пемпелев со потврда можел да си полага правосилен, имало 499 или така нешто, 500 лица што ДКСК, антикорупцијска, што ги откри. Гледаме тоа како да се забошат. И денеска има изјава господинот Талат Џафери дека он не влијаел, не можел да влијае на тоа, дека не можел ова, не можел она, но правници прекршиле процедура и нешто направиле. Дали сметате вие како обвинител дека има основа тоа да се направи? Во оваа ситуација во која сме донесени, пак ќе се навратам со доаѓањето на истражители од други држави, мислам дека обвинителите не смеат да си дозволат да не го истражат овој случај. Прво, тука има злоупотреба или фалсификатот, тој што им напишал потврда дека е завршен факултетот од 5 години, нели со мастер, тоа е мислам 7,1, односно дека имаат повеќе од 300 кредити или веќе колку треба, навистина не знам. Прво, тој или тие треба да одговараат, второ треба да одговараат самите тие што приложиле невистините документи, дека имаат завршено 7/1, за употреба на фалсификувана исправа. Тој они знаат дека не завршиле. Сега ДКСК вика не може да открие што се случило, да бидејќи само 1 година се чувале документите. Дали може да се истражи? Може да се истражи апсолутно, затоа што при доставувањето на документите, нели кога се пријавувате во Академијата за судии и за обвинители, вие морате да доставите уверение за завршен факултет и уверение за положен правосуден испит. И таму мора да постои, ако ништо друго, копија заверена кај нотар. Веќе ако некој од нив станале суди или обвинители, во персоналното досие мора да стои. Може имате и колеги, на секого, еве кај мене
И на сите колеги имаме персонално досие, нашите се во советот на јавни обвинители, на судиите се, мислам дека во советот на судии, и таму има уверение за завршен факултет, за уверение за положен правосуден испит. И ние, например, кога има оглас, кога сакаме да конкурираме за некаде, дали за повисоко обвинителство или каде, ја пополнуваме пријавата, вадиме само ново лекарско уверение, уверение за државјанство и потврда, нели, за стажот, Значи мислите дека заслужува истрага. И на крај пишуваме напомена, останатите документи се наоѓаат во моето лично досие кое е во Советот на јавни обвинители, така и кај судиите. Значи, апсолутно може и да се открие, и да се истражи, И би требало да се истражи. мора да има волја, затоа што ова, значи, е голем срам што ни се случува со доаѓањето на истражители од други држави. Бојан, имаш нешто, при крај сме? Да, при крај сме, сега ми текна во тој аспект. Ќе цитирам една ваша изјава: ќе ви истресам од гаќи со финансиска истрага. Тоа беше упатено кон апелационите суди и ослободувањето и укинувањето на притворот на Катица Јанева. Некако си има осеќај дека стапот на правдата изминативе години најдебело го почувствува Катица Јанева и Бојан Јовановски, Буки 13. Сега, во ова ваша изјава, можам ли да превртам и да речам, сега дојдоа некои американци, британци, германци, ќе ги истресат од гаќи и обвинителите и судиите за цело разочарување за овие 30 години и за ефектите кои не ги постигна. Можеме ли така да го превртиме? Мислам дека да. Ќе видиме. Ама и јас сум апсолутно се служувам со вас. Вака, вие кога зборувате за американските истражители, се добива впечаток, јас лично сега од овој разговор, значи, дека и вие, како и целата јавност, се надевате дека они ќе донесат некои промени, и тоа од друга страна значи дека у суштина ние како граѓани и вие како граѓанин пред се на држава, но и како обвинител, чувствувате некоја немоќ дека можеме нешто самите да смениме. Таков впечаток добив од разговоров сега, но тоа е и впечатокот од што го следам ја јавноста. Сите очекуваме да ни донесат. У суштина ние не можеме самите нешто да смениме. Чекаме од надвор да дојде. Дали сме и вие сте се предале дека можете да смените, дали ја не јас сум можам се ништо предал? да сменам, кога сум под суспензија и да не бидам под суспензија, имам решение да се вратам како обвинител во основното обвинителство во Скопје, што можам јас тука да направам или што можам да сменам. Сам кога почнав да работам, ја добив, мислам да работам, кога почнав одредени предмети и веднаш ја добив суспензија. Зошто ја добивте суспензијата? Ајде да откриеме кои предмети ги работивте, дали тие се причина за да бидете суспендирани? За предметот за финансова полиција и предметот за станицата за технички преглед, каде што бил на технички преглед автобусот кој изгоре во Бугарија, каде што за голема жал погинаа 45 наши сограѓани. Значи тие два предмета ве суспендира. Да, мислам дека и предходниот големо влијание беше и предметот за Рашковски. Добро. Сега ние ги лоцираме политичките поврзаности едни со други, кој е финансиер на кого, кој Добро, човек. имате ја изјавено во неколку наврати предходно, вие не гостувате првпат секако на телевизија или во, можеби гостувате првпат во подкаст во ваков формат. Имате кажано за дека сте биле под одреден политички притисок од една поранешна влада. Како изгледа притисокот од една поранешна влада? Например, кај нас новинарите ќе се јави, например, уредник од газдата и ќе рече: "Ве молам." Па и кај нас обвинителите да така, од прилика. Како? Како е тоа, ало? Како се случува? Баш ме интересира. Не можам да одговорам на ова прашање, затоа што утре може да добијам тужба за клевета. Ама исто оди како Се јавуваат кај некој газда, кај некој обвинител, кај некој уредник, кај некој... ви вика ставете во фиок. Де го правите? Добро. И тоа го имате доживеано така? Јас мене ме суспендира, затоа што јас не прифаќав притисоци и влијанија
Може Така ли да, само за малце околу јавноста да подсетиме што беше случајот со техничката станица и автобусот без транс? Што беше спорното таму? Во истрагата? Во предистрагата, предметот си уште мислам дека е во предистрага. Можам само да ви кажам дека пријавата се однесуваше на тоа дека во негде околу 12-13 јули 2021 година тие што се за управни работи извршиле контрола на таа станица за технички преглед, констатирале неправилности, изготвиле решение за затварање на станицата, а решението е подпишано 3 дена после несреќата. Според закон требало да биде подпишано во рок од 15 дена или да се врати назад, например... Таа инспекција прави МВР, така? Да. И уште нешто да се доиспита, ништо. А кој требало да го подпише решението? Министерот. Министерот? Да. За полиција? Да. Па и он, мислам, самиот изјави дека... И вие суспендирани. Сега во моментов. Добро. Па може би Исламобази ќе побара појачување, може би ќе ве побара назад. Добро, окей. Добро. Може би. Може би, ќе видиме. Тука да го затвориме овој подкаст. Па јас мислам дека пробавме да прашаме све, ќе бидеме критикувани дека не сме прашале све, ќе бидете критикувани дека не сте одговориле на све, ама тоа е времето. Први не е поентата да ја добиеме големата слика. Мене ми е мило што бевте дел од овој подкаст, бидејќи зборувавме малце поопширно за се во ова, не беше интервју да ве распрашуваме и што како, туку да дојдеме до некои заклучоци. Едноставно, јас сакав да дојдам и благодарам на поканата. Сепак на вашите гледачи или на јавноста воопшто да ја објасниме зошто не е одземен целиот имот на Сашо Мјалков и која ни беше едноставно, да кажам, пречката. И на кој начин, видете, тие што прават криминал секогаш се два чекори пред обвинителството и пред судот. Зборам глобално, не зборам само за држава, ние увезуваме пракси. Така е. А криминалците ги воспоставува. Така си ги имаат они. И така да и сакам на јавноста што е причината и дека не дека обвинителството не сакало или дека не можело, него едноставно многу не попречете тоа на начелното правно мислење на Врховниот суд. За крај само едно прашање. Ајде за најкрај што би рекле. Го делите ли ставот на јавноста дека тонеме во корупција? Да. Па секој ден излегуваат по 1-2 скандали минимум. А све тоа поврзано со политичарите се корупција. купуваат неказнивост и затоа не го дотеруваат системот како што треба. Веројатно. Може би. Може би. Благодарам уште еднаш. Болам Па пала тоа на поканата. Се гледаме во некоја наредна прилика. Се надевам дека и министерот за правда во иднина ќе дојде па ќе каже што планира да помогне нешто околу воспоставување на правото. Ова јас ве пратев и го започнавте ова што го јас бев дел од работната група што го спремаше ова нацрт верзијата на необјаснливо стекнат имот, ама веројатно ајде во некоја друга прилика бидејќи не измина времето. Да, тоа е тоа. Океј, се гледаме. Секој е добро. Пријатно. Пријатно.